Двајцата поранешни директори на онкологија одат во притвор. Ова следи по денешната јавна седница во апелациониот суд на која Нино Васев и Нехат Нухи ги соочија аргументите со вишото јавно обвинителство. Двајцата обвинети бараа укинување на куќниот притвор, а обвинителството предложи ефективен. Постоела опасност дека тие може да побегнат бидејќи известно било дека ќе добијат осудителни пресуди. Да, соработувал и имал мерки, ги пошитувал тие мерки, меѓутоа тоа било во некоја поранешна фаза, каде што обвинителството се уште ги немало собрано сите оние тој квантум на докази кои што почетните основи на сомневање би ги подигнале на повисоко ниво, до тој степен до кој што сега се, степен во кој што врз основа на прибраниот доказен материјал основното јавно обвинителство Скопје основано може да очекува донесување осудителна пресуда. Колку што е поизвестно соочувањето со можноста од осуда на ефективна казна затвор, така и се зголемува опасноста од бегство. Аргументите на Васев и Нухи не ги убедиле судиите, па апелација одлучи двајцата да одат во притвор. Следните 30 дена ќе ги поминат во истражниот затвор во Шутка. На јавната седница поранешните директори на онкологија тврдеа дека немаат намера да бегаат. Во текот на целата истрага соработувале со институциите, а за да го обелат својот образ одели на расправата во собрание по отворање на случајот. Васев беше краток во својот говор пред апелационите судии. Тивко рече дека очекувал фер судење, па неопходно за тоа било да се брани од слобода. Бараме честно судење, барам достапност да одам во суд, значи сакаме да се браниме во постапката. Судењето за Васев ќе почне на 11 идниот месец. Заедно со уште тројца доктори обвинети се дека користеле несоодветна терапија, а дел од пациентите и воопшто не ја добивале. Присвојувале и лекови, па државниот буџет го оштетиле за над 35 милиони евра. Нухи пак како организационен директор заедно со Васев се опфатени со друго обвинение. Се товарат дека двајцата како раководни луѓе на клиниката ја злоупотребиле положбата при набавка на лекови. Зоран Јаневски, Сител телевизија.